Министерот за здравство Азир Алиу изјави дека е информиран за поплаките на онколошките пациенти дека на клиниката нема тумор маркери. Имам информации во текст сум секојдневно со сите директори. Точно е дека процесот административно е прекинат, ќе треба да се реобјави на онкологија. Министерот информира дека тумор маркери не се прават само на клиниката за онкологија, туку се прават во сите биохемиски лаборатории низ државата. Мојот пристап е децентрализација на здравствените услуги, вели Алиу. Креираме нови инфраструктури за да може граѓаните таму да ги добиваат сите здравствени услуги. Се надевам дека граѓаните ги добиваат на време и има тумор маркери во сите градови низ Македонија. Би било добро таму да ги направат тие анализи и да доаѓаат со резултатите. Во однос на кардиохируршките операции и пријавите за нови сомнителни случаи. Министерот за здравство информира дека завршени се 8 предмети, кои првично биле архивирани во ресорното министерство, а има уште 5 нови случаи кои се работат. Појасни дека во оваа фаза не се вклучени странски експерти во истрагите, се додека не завршат сите случаи. На тамошен раст на електронските плаќања, при што се поочигледно е дека граѓаните почесто ги избираат мобилните апликации и платежните картички за извршување на плаќањата, отколку шалтерите, покажуваат најновите податоци од платежната статистика на Народната банка за вториот квартал од 2025. Во споредба со истиот период минатата година, електронските плаќања со платни налози бележат раст за 9% по број и за 20,9% по вредност. Особено е брз растот на електронски иницирани плаќања преку дигиталните канали, односно трансакциите растат за 18,6%, а вредноста за 28,3%. Најголемиот дел од платежните трансакции иницирани преку дигиталните канали се извршени преку мобилни апликации, што потврдува дека преовладува употребата на мобилниот телефон како најбрз и наедноставен начин на плаќање, информираат од Народната банка. Оттаму нагласуваат дека се зголемува и користењето на платежните картички. Бројот на плаќањата со картички е поголем за 8,4%, а нивната вредност за 11,4%. Зголемувањето најмногу произлегува од зголеменото купување преку интернет, но раст има и кај плаќањата во продавниците. Овие податоци јасно укажуваат дека се повеќе граѓани се префрлаат на дигиталните начини на плаќање, прецизираат од Народната банка. Израелската влада им нареди на сите преостанати палестинци да ја напуштат Газа. Израелскиот министер за одбрана Израел Кац рече дека ова е нивна последна шанса и дека секој што ќе остане ќе се смета за милитантен поддржувач и ќе се соочи со целата сила на најновата израелска офанзива. Околу 400.000 палестинци избегаа од Газа откако Израел започна голема офанзива минатиот месец за да ја окупира. Но стотици илјади се уште остануваат. Многумина затоа што не можат да се дозволат да заминат или се премногу слаби за да го направат патувањето до шаторските кампови на југ. Ова е последна шанса за жителите на Газа кои сакаат да одат на југ. Оние што ќе останат во Газа ќе се сметаат за терористи и поддржувачи на теророт, објави Кац. Патот кон југ беше заглавен додека палестинците бегаа со брзо натоварени камиони и автомобили. Германскиот канцелар Фридрих Мерц се обидува да врати дел од моќта од председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, објави Блумберг, повикувајќи се на дипломатски избори. Според изворите, Мерц сака Германија да има поголема тежина во донесувањето одлуки, што директно влијаат на земјите членки на Европската унија. Тој веќе изрази противење на предлозите на фон дер Лајен за воведување нови европски даноци, како и на нејзиниот план за испраќање мировници во Украина. Канцеларот влезе во конфликт околу трговскиот договор со САД, како и околу климатските прописи. Сега мора да ставиме клип во тркалата на оваа машина во Брисел, им рекол Мерц на бизнисмените. Пред неформалниот самит на лидерите на Европската унија во Копенхаген, Мерц повторно инсистираше на фундаментална корекција на она што го опишува како прекумерна регулација. Тоа едноставно премногу, рече тој. Оваа година Европската комисија презентираше неколку иницијативи насочени кон намалување на бирократските процедури. Под влијание на циклонска активност, подрачјето на државава е зафатено од студен бран кој доаѓа од северните делови на континентот, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Купно од овој бран се очекува на повеќе места да наврнат над 50 литри на метар квадратен дожд.
Денеска на планините врнежите ќе преминуваат во снег, при што ќе се формира значителна снежна покривка. Поради натамошно спуштање на студен воздух, утре ќе има услови да преминуваат во снег и на некои од повисоките населени места. За време на викендот времето ќе биде стабилно со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во пораст. Минималните утрински температури ќе се спуштат до -2, максималните дневни ќе достигнат до 18 степени.